Помеѓу многобројните драматични и тешки патешествија низ кои поминуваат заболените од COVID-19 и нивните семејства и трката по машини за кислород, предизвикана од немањето доволно места и боци во здравствените институции. Инекова јавноста тоа никој понагласено не го соопштува. Сепак во ковид амбулантите владеја речиси перманентен недостиг и вистинска трка по медицински кислород кој живот значи. Потрошувачката на течниот кислород, кој чини 27 денари за литар, насекаде низ државата е зголемена за неколку пати, особено таму каде што нема соодветна инсталација, па вработените се принудени да импровизираат колички да ги влечкаат по болничките соби 70 килограмските метални боци. Поради хроничниот недостиг, се поголем број граѓани се изложуваат на сериозни трошоци за набавка на машини за кислород, кои на пазарот чинат од 30.000 до 100.000 денари за една, зависно од марката и од капацитетот. И при тоа се прашуваат, зошто цел работен век издвојувале за здравствено осигурување, кога покрај лекови мораат и разни апарати сами да се ги набавуваат. Општинскиот кризен штаб на Кочани, кој последен пат заседаваше пред 20 на дена, само ги повтори мерките за прскање на влезови и фирми и бараше за острување на контролните мерки за почитување на протоколите, иако бројките јасно потврдуваат дека тие не ги даваат посакуваните резултати. Чудно е тоа што ниту од Кочанската здравствена институција, ниту помеѓу другите инволвирани никој не бара донации или други форми за набавка на машини за кислород кои подоцна би им биле преопстапени на болниците. Бидејќи вака семејствата извојуваат големи средства, подоцна кислородните машини ќе ги остават неискористени. Како одминува времето, се побарани се и апарати и апаратчиња кои даваат одредени податоци за здравствената состојба на граѓаните и особено за болените, како што се замерење на сатурација, односно кислород во крвта, за притисок, за температура и други.